Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер. Добре дојдовте. Што една емисија Јади Бурек, каде што ќе се занимаваме вечерва за вашето здравје, вашата исхрана и за вашето здравје. Ако не ви беше јасно на почетокот, ние вечерва ќе се занимаваме со вашето здравје. Што е битно за здравјето на македонецот? Храната, сонот, парите, политичката ситуација, материјалната ситуација, емоционалната, трансценденталната, продуховената, религиозната. Не. На македонецот, во преку 90% од случаите, најбитна за неговата благосостојба, мир, среќа, созерцание е ракијата. Ракијата е еден волшебен пијалок со магиски состојки, кој се користи како лек за срце, стомачни заболувања, гастроентерохепатитски заболувања, нервни заболувања, проблеми со дигестијата, проблеми со бубрезите и се останато се решава со ракија. Проблемот на несоницата, проблемите во семејството, проблемите во државата, проблемите со ретките болести, се тоа се решава со ракија. Вечерва, нејзиното височество Д. Ракија, не Нокија, ракија. Значи, вака режијата ќе ги даде сега телефоните, а насловот ќе биде зашто се користи ракијата. Зашто се користи ракијата. Или зошто служи ракијата. Еве пократко, да не идеш многу. Него сега го смислив име ово. Пошто, како да ви кажам, пред да почне емисијата, викам, о универзуму, о трансцендентална медитација, о елиени и рамна земјо, помогнете ми сега во некакво вдахновение да најдам еден добар заеднички рамноземјашки именител, каква тема би отворил? И само што заврши шпицата, како птица од озгоре ми слета, како феникс ми процвета и ме осветли ракијата. Видејќи слаб сум познавач на ракијата, многу малку имам лично искуство, па ја ве замолувам за што служи ракијата. Дали ракијата ќе ни помогне да ја прегрмиме оваа економска, енергетска криза? Многумина ми велат, поисплатливо ти е да купиш 5 кила ракија, одошто кубик дрва. И поевтино, а и поздраво. Бе викам, луѓе, како поздраво? Отвори тема на емисија, ќе видиш. Луѓето ќе ти објаснат. Ајде, нови се јавуваат доста луѓе кои вика се враќам од кафана. А се викам и ја наивен, па што прават у кафана? Сигурно идат у оние кружоци како на времето, црвената интелектуала, левицата, авангардата, каде збориле за храбри нови действија, како да го заштитат работникот, какви подобри права да направат во општеството, ама нашите дејци го надминаат тоа. Они се повеќе како алхемичари. Они идат, пробуваат лекови, разноразни лекови, лекови од ваква трава, од ваков плод, дуња, слива, грозје, а сите ние знаеме колку се здрави. Кажете ми, има некој што ќе ми каже дека дуњата, грозјето, сливата се нездрави?
И кој знае уште колку има вакви природни продукти дадени од мајка природа, о кои ние го вадиме најесенцијалното. Не мораш да џвака сега тука нешто, мазе, не она, вадиш есенцијата. И тоа нели. И тоа е лек. Мене така ми рекле, ја не знам. Така што темата е отворена и додека не се јави некој, Васко Жабата да го вратам. На репит, цела вечер. На гитарата, Васко Жабата. Дан-дан-дан-дан-дан. Тан-тан-тан-тан. Фатиле вчера ресенчанец со 4 промила алкохол во крвта. Апсолутен шампион. 4 кома нешто. И таман се израдува, велам, вау, конечно ние македонците го срушивме рекордот, бидејќи мислев дека 0,7, 0,5, 1 промил, 1,5 е максимум. Брат, 2018 во Белград фатиле тип со преку 17 промила алкохол во крвта. Сега проблемот е што над 7 промила ти си апсолутно мртов. Медицината рекла дека после толку промили крв, алкохол во крвта, оде баш крв во алкохолот, човек умира. Арно, ама човеков жив. Додуша го донеле во кома. Тоа е така наречена алкохолна кома. Нешто што е, тоа е кога премногу имаш алкохол во себе, не спиеш, туку тотален шатдаун. Што мислам дека просечен македонец многу, тоа му е како да ви кажам, тоа му доаѓа природно како дишење, како лажење, како оправдување кај газдата зашто задоснил на работа, или кога го лаже, кога му објаснува колку многу се труди и колку многу работи, надчовечански трудови, како вложува и така натаму, додека не го разбудат. Сакам да кажам, единствено дошле во Белград имаше изјава од лекарот што го примил, сите биле шокирани. 4 пати му било проверувано дали е навистина промилот толку висок. Негови колеги после и од Романија прво се јавиле, па дошле да ги видат сите оние документи. Единствено вика што може би е вика чудото дека преживел, што човекот беше огромен, преку 2 метра висок, крупен, многу тежок, значи преку 100-150 килограми, и бил тежок алкохоличар, што значи неговиот организам бил навикнат на многу алкохол, па тоа е единственото чудо. И до ден денеска он е апсолутен рекордер. Но, драги мои, вечерва е просветителска вечер и имаме еден од гуруата, некој гледач, но мора да е гуру, кој ќе ни говори и ќе не просветли на темата за што служи ракијата. Добро вечер. Здраво, Јанко. Добро вечер, почитуван гледач, повелете. Вака сега, ја не сум земјоделец, али од боемскиот живот можам да кажам за ракијата и општо за алкохолот. Значи, јас колку што знам, ракија ја има само на Балканот. Мислам дека Бугарија, Србија и Македонија. И како ракија збориме. И нема ручек, односно салата, без ракија не оди. Кој сака нека ми каже. Што и да пиеш друго, значи, највеќе на Балканот оди со ракија. Значи, ракијата кај нас, освен за, да кажеме, за ручеци, вечери, за јадење, уз јадење со салата, ракијата многу е корисна за правење лекови. Тоа е тоа, фармацевските чуда да ги чуеме. Да. Така да кажеме, многу травки се стават ракија и
дејството е многу подобро. Најдобро е да му се јавиш на Захариев, он ги знае тие работи у мал прс. Сигурно, сигурно нема да му се јавам. Значи, Ама затоа чекам вие да ми кажете. Значи, моето искуство е такво да постојат лекови, например, 2 недели, 3 недели, 40 дена се чува во ракија, да кажеме, 40 дена. Да, некоја тревка. тоа е добра цифра. Потоа во вино исто така. И потоа се консумира по една чашка или една голема лажица, да кажеме. И дејството на тие травки е многу подобро. А ако земеш повеќе чашки, дали тоа дејството на тревките е уште посилно, уште појако? Све зависи од човек. Дали ви помогнало за нешто? Што сте земале? Да, например, ние правиме редовно ораховача. И Што е тоа ораховача? Со одореви, со ракија. Аха. Као ликер е тоа. Како? Као ликер, значи со ореви се става неколку, да стојат оревите неколку недели. Така значи во готова, се извинувам, пошто не разбирам. Значи, претходно има готова ракија. И во таа ракија се ставаат ореви, така? Да, домашна значи, не се љупат оревите или се ферментираат оревите, па од нив се прави ракија, туку они се додаат. Не, накнадно се ставаат оревите. А во каква ракија се ставаат оревите? Се ставаат во ракија. Во ракија и тоа шише се затвора или тегла и да стојат, например, 3 недели, 40 дена, тоа мајка ми го правеше. И се добива еден многу добар ликер. За грло е, што се вика, најголем лек. Кога те боли грло, кога кашлаш, по една чашка е тоа нешто што не може да го замени ништо, што се вика од овие. Ако многу кашлаш, може 2 чашки? Зависи од колкаво грло имаш. Така. Значи колку си болен. Да, значи колку поболен, да. Сакам да кажам дека тоа е еден народен лек што не знам дали го има во странство, али е доста добар. Исто моje мислење е дека во врска со алкохолот, жените многу побрзо ги фаќа алкохолот отколку мажите, но жени што стално пијат алкохол, не е важно ракија, вино, пиво, не е битно што често пијат алкохол, можат многу повеќе да испијат алкохол од мажите. Тоа е моje мислење, дека како и све друго, жените се поотпорни и на алкохол, и на болка, и на болести, и на све. Значи, и на физички, и на психичка болка, жените се посилни, а подолго време можат да издржат болка и похрабри се за многу работи. Истото се случува и со алкохолот. Тоа е моje мислење. И мислам дека највеќе алкохол се пие во Русија. Значи, колку што може на русинка да испие... Ракија пијат во Русија? Водка. Водка. Тоа е исто ракија некоја? Како ракија од компир правено, али водка е тоа. И не знам дали си имал шанса да седиш, да видиш како они пијат. Значи, кој? Сум гледал жени русинки, али тие што пијат алкохол. Добро. Значи, тоа е нивна ракија. Руската водка е као кај нашто е домашна ракија. И, например, сум гледал женска млада да за помалку од пола сат да испие 1 кило водка, 1 литро водка и да нема гајле. Како бе така? Што ние овдека не би издржале ни после тоа месец дена дали ќе те спасат. Значи, тоа е мојот став во врска со отпорноста на алкохол. Претпоставувам дека тука е многу битен тренингот, нели? Да, ама зборам тренирано машко и тренирано женско. Сепак жените можат што се тренирани, што имаат што стално пијат,
мислам дека количински можат многу повеќе да испијат од мажите. Тоа е моје мислење. Генерално збориме, значи повеќето, не значи сите. Значи тоа е тоа. А иначе онака кој не е се алкохоличари, кој не пијат често, тогаш жените побрзо ги фаќа алкохолот. И да ве прашам, дали вие сте користеле ракија за некоја посериозно заболување и кое било тоа ако сте користеле? Па мислам порано дека имам користено медовача. Медовача рековте? Со мед што се прави алкохол, тоа е и мислам се исто и овој прополисот. Исто се прави со комбинација со алкохол се прави. Значи од пчелите прополисот и тоа го имам пиено. И тоа ми го кажа еден човек, биоенергетичар, а кога имаш, да кажеме, чирво желудник или ако имаш гастритис, по една капка се пие од прополис, а прополисот е фактички комбинација со ракија. Да, повеќе или алкохол, прополис растворен во висок процент алкохол и се зема во капки. Да, добро. Така. И по една капка, кога имаш проблеми со стомак, по една капка на еден саат можеш да пиеш и тоа има доста лековито дејство. Да. Ја колку што лично сум пробал, стварно има влијание. Не, прополисот апсолутно нема збор. Тоа е за прополисот можам и слободно да кажем, имам што се вика навистина големо искуство. Прополисот е материја со која дупките и неправилностите во кошницата на пчелите ја затнуваат, но во исто време штити од фунги, бактерии и вируси. Антивирусно, антифунгично, антибактерицидно дејство има прополисот. И сега екстрактот од прополис кога го користиш е навистина бенефити, благодет. Пчеларите тоа многу добро го знаат, го раствараат во мали шишенца со алкохол, неколку капки, навистина чисти звон наредно. Да, тоа го знам. Но овие другиве работи, например, медовина што ја спомнавте, ораховача или ореова ракија, како би го рекле. Нешто друго ми текна сега. Да, повели, слободно. Уште еден лек што ко мало уште сум го запамтил од дома што сме го правеле. Кога имаш висока температура. Да? Значи се ставаат крпи со ракија доле на нозете на табаните. Така. Или, да кажеме, се става ракија кога имаш проблеми со плуќата, кога кашлаш. Так. Значи, тоа неверојатно се суши, како се вика, крпа или пешкир, не е важно. За пола саат ќе биде сух пешкирот, ама ќе излече цела температура. Тоа е страшно добар лек. Исто така многу ми помагало, ја лично го кажувам тоа. Да? Да кажеме, глава те боли, не е важно поради што. Две раки. Позади од било која страна. Сум пробувал со апчиња, со све, али крпа со ракија ставена на челото, неверојатно мене лично ми помагало. Значи, вајда инхалацијата нешто тука има. Не за пиење, збориме за... Не, инхалацијата кој ќе ја ставиш, па тоа испарува, па тоа ја одзема топлината плюс инхалацијата ќе го вдишиш. Не, збориме за главоболка. Аха. Мене лично, кога не можело апче да ми помогне да ми пројде болка на глава, ставање крпа со ракија на челото обавезно проаѓало. Тоа е моје лично искуство. Супер искуство ни сподели, право да ти кажам. Многу ти благодарам. Тоа е тоа и... Ако ти текне нешто пак, јави се. Тоа се народни лекови кои што мислам дека помагаат. А кажи ми, за зимно време за загревање, помага ли? Интересна работа е тоа што ракијата не може да се замрзне у овакво кој ќе ставиш у фрижидер, али е многу посладка за пиење кога е ладна. Дали се разбирам? Чудеси, значи, ја не сум знаел овие работи. Стварно, мирикал. Многу ви благодарам за вашето јавување и што ги споделивте овие корисни информации. А еве ни пристигнуваат и коментари од нашите почитувани гледачи кои очигледно се
многу по традицијата, како и овој гледач, и со големи познавања. Например, вика, Ѓорѓи вика дека успеал стресот да го сведе на минимум. Се стресувал само после првата ракија и после немал стресој. Што е исто интересно. Билјана вика може да се прави со кафе, коњак. Вајде тоа е така наречено ирско кафе. Но оние кои знаеш што ставаат коњак. Ние овде збориме за ракија. Ракијата е малце над тие коњаци, моњаци, таму со шеќери праено. Ова е нешто друго. Билјана вика сега имам шанса до миле волје со Руси да седам. Добро, ќе видиме. Океј, одиме со следниот гледач. Добро вечер, повелете и да чуеме што ќе ни споделите од традиционалните антички и исконски мудрости за ракијата. Да не трошиме многу струја, да угасиме светло. Да не дојдат од Арачиново, после ќе викат што бе ние, што е ово? Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете, во програма сте. За ракија сакам да кажам нешто околу леков. Да, повелете. Лекот е најдобро, знаеш што? Јас станувам у 4 сат на утро, 2 по 50 грама и денот ти е лета. Лета у денот. Лета денот, значи цела снага, си опуштен, си работиш, си бркаш работа и немаш никаков проблем. И до колку Значи, држи ракијата- така? Па држи 2 сата 3. Али сакам После да тие кажам, 2-3 значи, сата треба пак Значи, од- уште 2 пати по 50? Абе, да, па 2 пати по 50 со кафето се пијат и више си стартуваш, си одиш кај што имаш позиција да си работиш и тоа е тоа. Не, одлично ве разбравме, фала ви. Но што после 2-3 сата на работа, еве веќе дошло, да речеме 8-9 сатот и избледува дејството. Дали треба повторно пак 2 по 50? Не, значи ја Не. го коментирам, значи ова посабале да се опусти човек за крвоток, за целата ситуација на организмот. 2 ракијички и денот ти е лабав, кај си одиш, мислам, зависи од која и позиција си на работното место. Прекрасно. Ако си возаш, значи не може да пиеш 2, мислам нема ни да пиеш ни ич, што се вика, мислам у некој Како ќе се олабават возачите малце? Па возачите ние, да ти кажам право, пиеме по една така скришум, Кришум, добро. зашто нас не ни е проблем со возењето. Туку? Мислам, ја сум возач на теретни возила возам. Него работата е со полицијава. И сега јас со една ракија 2, мислам... Значи проблемот да е полицијата. Не е ракијата, него е полицијата. Се разбравме? Абе, да. Сега ќе кажам, ќе коментирам и второ. Дека, пример, со полицијава, со една ракија, ако дуваш, професионален возач, ти покажува таму дека ти стварно имаш дество. Јас со таа ракија, ја можам од тука до Германија да извозам 2000 километра, 48 сата без пиење, без одмор, без ништо. Коментирам, а некој низ градот сега ќе коментирам, дека спие за на волан, сакам да кажам, не обрнува ни внимание ни на пешаци, ни на велосипеди, овие со моторчињева со идат што се возат. Јас значи возам низ градов Скопје. И сега најтежок град у моментов, сакам да кажам, треба да ги чуваш сите. И со велосипед, со електрични за моторчиња, овие со веспите, со тие работи, и гледам ги пратам на ретровизор, и лево и десно. Се пикна од тука, ти дошло пред возило. Мислам, сакам да кажам дека неодговорноста е одлив. Сега да се вратам на ракијата. Да. Значи, со една ракија човек нема проблем што е професионалец и што си го знае занатот. А проблем е, например, некој не пие иш, ама не размислува, го фатил телефонот за рака, си прави муавет, поминува со велосипед, на пешачки премин си се вози, тој мисли дека он има право.
Јас сега треба да застанам, да се расправаме кој е за управо, кој не е за управо. Да е некој дете, да, ајде, не гледало, мислам не учествувало во собрање, не учело ли било. Овие наши луѓе генерации на 30 години, 50 години се опна со точакот кај Добро, навлеговме во теми за сообраќајот. Ја би сакал, дали сте користеле ракија освен за олабавување и добро започнување на денот за некакво лекување, например, конкретно? Да. Значи, јас сега ќе ти кажам, значи, си произведувам ракија, имам моја лозија и предходниот гледаш што коментираше, значи истото. Значи, не само што има штампарија, него има и производство на хартија, така? И не печатница, ова му е производство на хартија за печатницата. Да, повелете? Да, значи оставаме со првата протока што е таа, сакам да кажам, значи не да биде 65-ка, ама 60-ка, 58, 59, оставаме литар 2. Сакам да кажам за температура. Зашто ги оставате? Да ја оставаме, значи го коментирам сега, за да може човек да кој има температура да се премачка. Еве сега ќе ти кажам едно, за мртви оживување катастрофа е. Значи со појака ракија се премачкуваш рака, нога, глава, не е битно и ни комаре те каса ни те гледа. Така, ве разбирам. Што ќе трошиш на аутан, ќе се намачка со ракија. А добро, ако веќе бега комарецот од таква ракија, нели е подобро да ја испиеш, па таа од тебе да искача и ги брка комарците? Ем ти добро се осеќаш, а вака да не ја трошиш само за одозгора. Ама, не, јас тоа ти го кажувам, значи, посавале се пија две и да шиваш. Така, и тоа го држи, да, готово, сватено. Значи, одлично. Ако не се напиеш, нема тука лек. Кажи ми од кога се почне, од колку години со овакво лекарство? Од 18-20. Од 18 години. Благодарам многу. Поздрав, лека ноќ и пријатно. Да. Одиме веднаш со следниот гледач. Драги мои, вие само седите и запишувајте и гајле да немате. Значи, сабајле стануете пред да седнете у кола, 1 до 2, 2 пати по 50 овакво и вози. И не е проблем алкохол, проблем е полицијата. Ама се што да правиме, таква е поставена работата. Ако ве фатат, казна, ако пиете, тоа е само, еве, како што ви се каже. Гледачот, така. Можел без пиење до Германија. Добро вечер, повелете во програмата. Јас ке само од една друга искуство со ракијата во воска, кога, еве, човек, пример, е настинат и кога се ставија купералот на грлото и пуѓата му помага малце да дише полесно. И ја тоа така знам за тие лековите својства, иначе ја ракија не пијам зашто температурата ретко кога е погодена колку што треба да биде за да се конзумира. Ја ракија не сум љубител, повеќе сум по нашето македонско вино или пиво. Така да ракијата попреферирам или виски или узот. И тоа е зашто секој што е колку човечката температура е поподносливи за пиење, а ова ракија ретко кој ја прави 40, секогаш е очето спред па нагоре. Сум пробал неколку пати, но не. Ја оставам. Ја не ми иде наставно. И така. Добро, ви благодарам многу за јавувањето. Ете, научивме дека народот верува, знае и ги користи благодетите на ракијата за исклучиво за здравствени аспекти. До сега, колку што заклучивме, никој не пие затоа што, не знам, сака да пие. Туку заради здравјето. Гледате колку македонците... Не, режија не. Благодарам. Пишувам писмо.
Океј, отворени се телефоните за вашите јавувања. Ќе чекаме да се јави следниот гледач и можеби, нели, што дознавме, значи ракија со орев, медовина, ракија со мед и ракија со орев како добра. Имаат така наречена и една далматинска, ја се нарекува travaрица, можеби ја има и во Србија. Таму ставаат рузмарин, мајчина душица и така натаму, но никогаш не успеав да дознам кои се здравствените бенефити. Да. Океј. Отворени се линиите. Тебе ти пишувам сега. Се разбравме? Не разбра? Што ти барам? Нели директно ќе ми ги пушташе? Не може да одржи. Ти текне? Не се без филтер да ми ги пушта? Не може. Појако од не. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Се јавувам за темава што имате за ракија. Да, се јавија доста луѓе, па да ве чуеме и вас. Така, сигурно. Сега, како што кажа, ја сиве гледачи пред мене. Погласно режија? Ме слушате? Да, ве слушам. Така. Со режија, да си се разбере. Ке стави слушалка, ајде режи. Добро, стиш. Така. Се користи ракија, како што кажа пред мене, за со орев, со прополис, со коприва. Сега мене ме интересира друго нешто вака да си правиме муавет. Зошто све се остава 40 дена да остојат и ракија, и вино, и грозје. То ме интересира. Тема вака да си правиме муавет. Не знам, имате ли вие некоја теза зошто се оставало по 40 дена? Не, туку не само за ракија. Пример, бебе кој ќе се роди, исто 40 дена после тоа се носи на голема молитва. Кој ќе почини човек 6 недели задужа. Шо е финтава? Не ćeš да знаеш, верувај. Да? Да. Добро, шо ме така. Добро, тоа беше сакал само да прашам, фала многу. Поздрав. Не би ги мешал сега кога говориме за ракија. Друг пат ќе ви објаснам што се 40 дена. Ќе го почекаме следниот гледач, ако го имаме, да ни се јави. Иако јас од мојот колега деновиве, иако нели делуваме малку наивно, ние професионално бевме на терен со неколку така видни произведувачи на лекови, кои направивме 2 прилога, кои во текот на емисијата ќе ги погледнете. Едниот е примерот за ракијата и културата, колку е важен во развојот на културата, нели, писменоста, зачувувањето на идентитетот преку јазикот, писменоста, пишувањето, првите печатници, печатени книги и така натаму, а другиот е што се однесува до лековитите својства. Но првен јас сакам да ги слушнам моите гледачи, што можат они да споделат со нас на оваа тема. Интересно ова со мачкањето, ставањето алкохол на гради и на нозе и на чело при висока температура многу помагало. Искрено, да, сум го приметил тоа, иако педиатриве современи воопшто не препорачуваат раки и алкохол да испарува во близина на помали деца, но верувам дека страшно добро помага кај постари лица, особено средновечни, во така искусни години, машко и женско, кога ќе ги замачка со ракија, грло, гради, чело, малку гаргара, малку голтнеш од надвор, за да се направи тој баланс помеѓу внатрешното и надворешното. Знаеш, и тие транскосмички, трансцендентални вибрации кои ги има во лековитите својства на ракијата делуваат многу поинтензивно и затоа човек многу побрзо се чувствува подобар. Или плакни се ти со вода, или како што викаат србите, знаеш,
Па вика вода да е добра, вика ќе ја ставаме у кондори. Вода у кондори добра е? Не. Па тек замисли у стомак како е. Значи, ракија тури у кондора, таа може да помогне да се омекне подобро и така натаму. Значи, кога е ракијата добра за во кондора, тек замислите каква е за во стомак. Зато и се пие ракија. За доручек, нели? Може за ужинка, како беше она, пеешче за ужинка, па ручек кој ќе дојде ушед, значи да не се претерува. Прво да не се претерува. Стануе са бајле една ракија. После 2-3 сати доаѓаш на работа, кафето, друга ракија. После 2-3 сати, трета ракија. Па доаѓа време за ручек, уште една ракија. Па веќе зафатени, залуфани во работа, нели, да не трчаш кафиња, вари, ово, она, па уште една работа. Завршил среќно работниот ден, уште една ракија. Доаѓаш дома, здраво живо, домаќине, домаќинке, уште една ракија. Па седнуеш да ручаш да вечереш, уште една ракија. И пред спиење, уште некоја ракија и среќно и мирно заспиваш. Важно, гледаш, нигде нема пиење по литро, по 2 или не знам, да е по една ракија, толку, што е тоа. И се собрали едно-две, ама тоа изгорело, све се работи и така натаму. Се сеќавам дека кога започна короната, луѓето ги прашував како си помагаат. Имавме цела вечер јавувања, каде што скоро секој втор кој се јави рече ја ниту се вакцинирам, ниту ќе се вакцинирам, а ниту се лечам затоа што не можам ни да се разболам. Ја постојано сум под превенција. Како тоа? Вика така фино. Ке си земам ракија и не ми е ништо. Нема ни корона и нема ништо. Па викам, чуда, луѓе, Светска здравствена организација фрлаа нашиве милиони, а може убаво едно 5-6 милиона шишиња ракија да поделат меѓу народов и народов среќен, ни протести, ни гнев, а и здрав. Сега малце тука штрека. Овакво, ама ќе се навикнеш па и ти. Што има врска тоа? Страшна работа. У Русија има 20 милиона алкохоличари регистрирани. Тоа се 10 Македонии. Што е тоа? Ништо. Така што не треба голем проблем да правиме од тоа. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Добро вечер, да, повелете. Затебава да позборуваме малку за што служи ракијата? Ве молам, внимателно ве слушаме. Замислите колку се израдував само ние, не знаете, срцево ми затрепери кога слушнав женски глас да ми објасни за ракијата. Затоа што, нели, добро се знае дека жените се многу подобро поднесуваат болка, студ и алкохол. Па поготово истренирана жена. Тоа е чудесија. А особено ако е домаќинка, па знае тоа да го зготви. Ве молам, господјо, нема калабалак на нашите линии. Во моментов од режија ми јавуваат дека нема никој, значи слободно свртете и веднаш ќе ве вклучиме. Ракија за забава, ракија за ритуал, ракија за во црква, ракија за ручек, ракија за лек, ракија за се, пишува Џола. На детето, ако има температура, пак ракија му ставаш на нозете, прво пред сите лекарства. Една супена лажица, пола црн пипер и мет е добар лек за прехлада кашлица. Спасо Јанев. Спасо, и колку вакви лажички разбираш, ги испиваш? А лажичката дали и кутлачка? Чисто прашувам. А зошто да не? Да сублимирам. Вечерва тема за ракијава. Повеќе луѓе се јавија од синоќа. Па што мислиш, драга Виолета, дека луѓево ги интересира
сметки, струја, зима и така натаму. Народов оваа зима нема да се грее на дрва, на јаклен, на брикети, на плин, на бензин, на нафта. Народов ќе се грее на ракија. Дали сваќате дека ракијата е и решение за енергетска, не само за здравствените проблеми, туку и енергетската криза во Македонија ја решава. Ве молам да не правите подметнувања и овој среќен народ да го унесреќувате. Стефче видев, супер емисија. Од кај ти идеја дека ова супер емисија? Вчера за струја правевме како да се заштеди, али вечерва, многу добра емисија. Добро, кој е најдобар лек, еве, вака да прашам, пардон, кој е најдобра ракија? Освен што служи. Му служи на народот. Или како викавме во време на Тито. Ракија народу, народ ракии. Или како беше финскана фирма. Ракија, connecting people. Стварно, она зближува. Луѓето одма се попријателски со ракија. Роберт Мицановски вика, ракија е мелем за душа. Значи, предпоставувам дека човекот сака да каже дека е тоа лек за сите психички болести. Траума, депресија, компресија, импресија и сите останати. Кажано ми е дека ракијата многу подобро и поздраво ја заменува виаграта. Не ме успива ракијата и ја не пијам ракија. Ја пијам шкотска ракија. Галено дете сум, затоа сум вака за никаде. Сигурно ке бев млад, згоден, елегант. Зашто е овој кадар? Еве го младиот, згодниот, уживо, не таму мртов, со ракија не намачкан, видим овде, као бањату комовица. А што е комовица? Јас стварно не знам, нели има комовица? Што е комовица? Какви видови ракија има? По што се разликуваат? Како се прават? Што е нивната разлика? И сите се, ама сега се срамат, срамиме дека Перо, многу се разбираш од ракија. Не се срамете да ви кажам. Ова е време на ослободување. Мажите слободно кажуваат дека се чувствуваат како жени и дека се ауспуси и идат у рикверц, па вие да се срамите дека љубите ваков продукт кој лечи, разонодува, расположува, зближува, продуховува, ја развива интелектот, интелигенцијата и културата. И кажав дека го подобрува здравјето. Читам денеска, германската министерка била во посета на Алкалоид. Идам у Алкалоид. Имате алкалоидка? Нема. Некоја 40% од алкалоид, вака нешто дестилат? Нема. Тоа едино да земеш некој така алкохол добар, отидеш у билна аптека и кажеш, те лек за некој чај за смирување, валеријана за вас, господине Јанко, со камилица. Добро. И земеш валеријана, земеш камилицата, земеш 80% алкохол што го продава во алкалоид, па тоа го помешаш, па туриш малку дестилирана вода, го направиш на 40-45, па го оставиш, како беше, 40 дена. 40 ден прошло тоа космиче и така. Стварно германската, зошто алкалоид? Зошто не отиде у некоја дестилерија? Која е добра, например, Грострумица. Зошто не отиде у Грострумица? Она отишла у алкалоид, демек, знаеш што е за здравјето, они помагали за здравјето на Европската Унија и Германија. Несомнено. Али тек да отидат у Грострумица да видат што е помош за здравјето на Европа. Како е? Кај можеш бе ти немец да го начукаш? Полека, малце, тоа. Ако некој претерал, не значи дека сите така. Океј. Што ќе правиме сега? Имаме некој? Ало? Ало, добро вечер. Добро вечер, Јанко. Добро вечер, гледаш. Повелете. Прв пат
се јавувам кај тебе баш за ракијата, случајно. Случајно. Да, слушај, Слушам. не ви објаснава. Лозова ракија е она ракија која 40 дена прво треба да преседи и таа се вика лозова ракија. Али 40 дена е битно. Да, 40 дена треба да победи за лозова ракија. Тоа е битно од бурето или од што зависи? Кај да преседува? Не, У ви, чекална, се- у дневна? Се никој не чува во буре, сите чуваат во пластика. И што се случува тие 40 дена? Таа ферментира за тие 40 дена и можеш да ја вариш одма после ракијата. Да ја варам ракијата. Да ја вариш комината, комина се вика таа. Не разбирам за што ми зборите. Чекај, вака, Коминот? гроздјето ќе се собери, Добро. ќе се стави во бурето и Добро. треба 40 дена да поминат да преврија. Значи тоа е грозјето, а не ракијата. Значи Не, грозјето да, да да. ферментира. Добро? Да, гроздјето ферментира, така. Погрешно си изразивте. Сега бе Да, разбирам. да, се извинувам. Да. То малце се збунувам, поможувај ми малце. Да, секако. Значи, откако ќе се создаде тоа комиње после 40 дена, се става во казан, нели? Да, така, И така. од тоа искача ракијата. Таа се вика лозова ракија. Тоа е лозова ракија. Добро. А Браво. комова ракија е, исто се става гроздјето, мислам се, тоа после преседува 3-4 месеци со седино. Ова многу подолго преседува, значи. Ова подлого стоја и тоа вино се пија, се вика комињак. А ракијата? Ракијата се вика комова. После, значи, грозјето откако ќе одседи во бурињата 4 месеци, 3-4 Така. месеци, се Така. дестилира и тоа предпоставувам дека ако се собере во септември, октомври, тоа негдека се пече таа ракија во јануари, декември, така? Да, во февруари. јануари, во март, кога сакаш, до 6 месец. И што е разликата во овие две ракии, тогаш што е Во повише двора, седо? ова едната ракија мириса на гроздјето, Добро. А другата? а ова другата ракија комовата мириса на, да речам, на комината од гроздјето. И затоа се вика комова. Добро. И што е поубаво? Што е поздраво? Поздрав лозовата е поубава. Комовата е поздрава. Лозовата. Лозовата. Зашто е здрава лозовата? Лозовата, види, како да ти кажам, Јанко, тоа не е испитано, ма јас малце во Лозар Битола одев едно време таму гледав како ја прави Институтот ЖП. Лозар Битола, да, кај што требаше германска амбасадорка да испратиме. Да, Да. каде што се лековите. Да, Да, така. така. Сега, да ти кажам, јас имам лично мој казан. Кадар. Казан за ракија. А казан, ја реков кадар. Доктори, Не, не. научници мислат. Значи, ваш казан каде имате? На село. А на село, добро? Да. А во Тиквеш, рековте Тиквеш го спомнавте? Не тиквеш Лозар Битола. Лозар Битола го спомнавте. А во Лозар Битола поднаучивте технологија? Од таму научив како се вари ракијата. Види, во институт човекот Харвард бил. Харвард бил. И у Харвард идеш, што учи економија. Тури го министр за економија. Значи, човеков завршил за здравство. Турете го за здравство. А не оној Да. пиземекон што му се палат цели болници. Да. Кажете ми, Так. и сега што научивте и споделите нешто со нас, дајте ни совет. Што научиме, еден казан ракија треба најмалце да ова казан со комова ракија или лозова се вари 12 сати. 12 сати. Да, 12 сати и одме се зависи колку шеќерни единици има во гроздјето. Ако има подобро поќе шеќерни единици, ќе пушти поќе поќе ракија. Значи, колку е поблаго грозјето, колку повеќе шекер, толку Така. повеќе
Повеќе ракија излезе. Повеќе ракија. Таа е математиката. Да. Браво. И таа се пие, најмалку секој ден може да си пие само по една чаша, по две чаши најмногу. Ако пиеш повеќе, се знаеш што следва. Кажи ми, зашто ја користиш како лек, например, ти ракија? Абе, ја користам најпоќе за циркулација. Циркулација на пари? На циркулација на крвта. А, на крвта, значи за телото. Аха. А помага ли вака за циркулација на парите? Подобро да циркулираат плата на време? Например, седнуј со шефот, абе шефе плата, не, сега нема една ракија, две ракија. Гледаш? Абе не ви текне. Ја ли да ви кажам, бе, се правам будала, ама све знам. Седни со директорот 3, 4, 5, 16, 2, 30 раки и да видиш и платата ке циркулира. Фала што се јавивте, лека ноќи, пријатно. Пријатно, Јанко, извини за да... Не, како извини, пак да се јавиш, молим те. Овде сме да го просветлиме народот. Добро вечер за следниот гледач. Види, не може ни да има, затоа што се работи за мудрост која доаѓа однатре. Не е тоа, ја ќе ти кажам ово, ја ќе ти кажам, ВМРО, СДСМ, Бранко е крив, Мицко е крив, Груе е крив. Тоа е... Ова е акумулирано знаење, ова е просветление. Луѓето го обмислуваат. Многу ми е жал што дамата не успеавме да ја слушнеме. Може би батеријата и се потроши, многу ми е жал. Баш сакав вака од женски аспект да слушнам малку за за ракијата. Еве малку за ракијата. Еве еден лек. Ова е за брза помош. Корона антивирус, альма шливовица, природна ракија. Да. For good friends only, not for sale. Продукција на доктор Цибок. Така. Благодарам, режија. Види, и ние дисџокеите користевме ракија. Знаете, ние работевме со винилни плочи, на грамофони миксавме. И миксас работиш, знае да закрцка, фаќа прашина. Земаш ракијата, мачкаш, а после како се микса и така на. Инако ги научивме, например, научив дека економијата, машинството и ракијата се во една силна спрега. Идев во онаа руината Цветан Димов, каде што се произведуваше сапун, алкалоид, што го запусте. Овде кај што градат Чатпат кој изгради. И дојдоа нови машини. А ние на пракса, од Јосип Брос, идам на пракса, рано са бајле, не ти се живе, доаѓа нова машина, ние стоиме од страна, гледаме, доаѓа руска машина. И доаѓа русот, здравствуйте, товариш. И почнува да ја отпакува машината. Машината спакувана во машинска хартија и колоидна маст. И ние гледаме како се одмастува. И нормално, голема количина пуцвал и едно шише со магиско дејство. Земе сипа на пуцвал, сипа таму, сипа у себе. Сипа на пуцвал, мачка таму, мачка себе. Кога почна да работи машината за 2 сата, па тоа чудо едно беше. Неверојатно. Ја тогаш сватив дека не може едно без друго. Ме разбирате? А ние имаме гледач на линија, па да го чуеме, прилично звучеше расположено, може би има да ни сподели некоја мудрост во врска со ракијата. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Јанко, што ти кажам? Тие предходниот лозар што научил да вари ракија,
Ништо не ја научил. Не. Не. Што требал да научи? Кажи ни ти. Абе, што да ти кажем? Ами, некој вари по едно казанче, две, ние вариме по 5 тона. 5 тона. Па тоа е лекови за цела Не. планета. Абе, останува дури и за пролет. Не можеш да втафаш до есен, па продолжуваш на пролет. Добро, што правите со неа? Вакцини или што? Ами, 10 бањаме, 3 унатре, една од надвор и така. За што? За лек, За лек за што? за здравие, за корона. А за корона. Добро, дали некој од вас производителите на овој лек се разболе од корона? Шо знам и јас и се вакцинирав, да ти кажам, вака. А, на време вакцинирани, значи Абе, со помали... телевизијата, слушам, вика, ојте вакцинират се, ама првата вакцина добив толку тешко ми беше. Од првата вакцина, тешко, а? Да. Ама Колку- директно отиди на лозите, се вакцинирав и отидов на лозите, изгледа ме се трпат короната и вакцината и лозито. Еве, ние Ќе гледаме како граѓаните земаат, користат лек, уште додека инспирирани вечерва од нас, па еве како го користат лекот во комбинација со некои традиционални... Да. Еве, јас од дедо ми, од мајке ми, од татко ми, Бог да ги прости сите, пелинот со ракија, татко ми за апетит го пиеше. Што со ракија? Пелин. А, пелинковец, значи. Да, пелинковец. Насабален на гладно срце. А татко ти кутриот проблем со апетитот, не му се јадело, а? Да. Не, и онака за здравие. Једака за здравје. Значи, Абе, ја да јас- земам, пошто ја имам проблем со апетитот, ако се гледа тоа на мене. Машала. Исуше. Абе, генерацију, ја и ти, еден до друг да застанеме и ќе видиме кој е напред по-голем. Знаеш што е поентата? Поентата е секој лек. Не е само тоа, у ракија да ставаме се. И вишни ставаме, вишњовача правиме, нели, како... И се мора да стое, нели, како викат 40 дена. Колку треба да стои? 40 дена сите викат, 40 дена нека А зошто стоеше. 40 дена? Зошто не 27? Зошто не 55? Зошто 40? Не, друго ми беше поента да ти кажам за предходниот што кажуваш. Да ми кажеш. Морало да стое комин 40 дена, не. Зависи од зрелоста на грозите, од годината и од температурата. Кога ќе го смелиш. Ако падне температурата испод 20 степена надвор, унатре у подромот ќе бие 15. Не може да врие, да ферментира. Зависи се до температурата. Отидне не сте винарска визба. Во винарските визби стават 18 степени температура и таа се е константа и се ферментира грозето. Комињето. Не сваќаш? Така. Али ако падне надвор температурата, се бере, нели, крајот на септември, октомври, има покасни лозиња, мислам, гроздиња, и намалува температурата, еваа година јас на пролет сварив. Не чеше да преврие, го остави на пролет. Каква ракија правиш ти? Домашна каква? Мислам, од што? Од грозија, од сливи, од праски, од банани? Од гроз. Па Од гроз. на 35 сказани свари. Значи, гроздова ракија, така? Да, бе, да. Жолта ли е или бела е твојата ракија? Молим? Дали твојата ракија е жолта или бела? Бела, секоја ракија испаѓа бела. Секоја ракија што испаѓа. А каква е оваа жолта што ја продаваат кај нас? Сега да ти кажем, јас тоа од старите поколенија ми е останало и у буре чував и у пластика, иста песна е. Режија бе? Ставам од црница или од дудинка дрвца и од слива, дива слива джанка за шмек. И треба да обстои и она само си добива боја. А бурето ако е ново,
Тогаш Така? нема потреба ништо да ставаш дрвено буре. Ако е, ути тоа е дабово буре, стават и од црвици штици, зависи како си го порачиш. И пушта оно само боја. Але го чуваш у пластика, у нешто, треба дрвце да му ставаш. Значи, Кажи ми, што ја прави една ракија да биде квалитетна и колку кошта квалитетна ракија? Ракијата треба да обстое. Еве да свариш одма да се напиеш и ја вадам на 52 степена. Ама дива е, сваќаш. Јас со ракиджија, ја вино не пијам никако. Ја од сабали до вечер со ракија само тепам. Ама кога ќе свариш, одма напиеш. Дива иде, не е пивка. Треба да обстое најмалку барем една година, да легне, што викат старите калдарчани, да легне ракијата. И после ти ќе ја пиеш, мислиш нема 50 степени. А мерија она е 50. А кажи ми, колку чини таква ракија и колку е таа ракија квалитетна? Ево да ти кажам, јас не пуштам у подрум да им влезе испод 150 динара. И ја продаваш? Сија цветна, како не продавам, а од што живеам, ја не работам ништо. Од ракија Значи... Не од ракија си работам и други земједели, ој тоа. Ами нема, лани еден трактор однеси, трактор ти имаше 3 тона, мене 2,5 тона ми го напишали. Цена 8 денара. И вториот трактор ми беше набран, дојде трактор да го товарам, викам, ој си празен. Шо? Ќе сварам ракијата. И кога ќе ме прашат, море за 100 динара да ми даеш ракија, ево викам, нема проблем. Само да ја напънам каата да се избајам, па ќе ја преточам и ще ја дадам за 100. Па срамота е 100 динара, која е 500 динара, 40 степени, тиквиш, што ја продава. 500 динара. Знаеш ли дека кога ќе влезем у Европска унија не ќе смеете да правите ракија дома? Европска унија. Европска унија, кога ќе дојде ми го копа лојсто, е тогаш ќе правиме мојабот со унија. Така ви, Јане, така е. Ти се мачиш, копаш едва и ќе извадиш нешто и на краја ти го сакат без пари. Нема пред нека стоја. Благодарам, Режи. Благодарам и вам за јавувањето. Лека ноќ и пријатно. Гледате каква поучна емисија имаме вечерва. Фрштат телефоните на вистина, многу пораки, многу јавувања, многу мудрости и совети за тоа што е ракијата, како се пие, со што се пие, зошто се пие, зошто служи и како се прави. Тоа е тоа. У устав треба ракијата наша да влезе. Не знам зошто ја нема на грбот и на знамето. Барем едно чоканче. Чоканчето треба да е символ на Македонија. Таму наместо потокраката, чоканчето да стои на грбот на Македонија. Ја тргнаа петокраката, стај го чоканчето. Кој ќе се буни? Да, може постилизирано да личи и на чашка за чајче, па да биде мултиетничко. Ние ќе знаеме за шо е, они ќе си мислат дека е за тоа и сите среќи. Добро. Одиме со следниот гледач? Немаме? Добро. Тогаш идеме со еден прилог за здравјето. И мислам дека ќе биде корисен за сите. Режија, дали... Аха, добро, ќе видиме, негде имаме нешто што сме пуштиле. Како е сега звукот? Не, имаме уште, момент. Добро, мислам дека сега можеме, нели? Чекај, ќе видиме. Негде имаме нешто што не треба да имаме. Ако малку музичка илустрација, нели? Океј. Сега можеме и со прилогот.
Значи, гледајте внимателно, овдека идниот министер за здравство на Република Македонија ќе ви говори. Ова. И до кај дојде медицинта да ми мајка. Кога бе мал јас, кога ќе отидеш на доктор, на рака ќе ти препишат апчиња, воа за пролив, воа за запек, воа за воа, воа за ноа, антибиотици, биотици. Што да ги кажувам? Денеска се дојде више нема сена, дојде на база на природно бивање, значи биолошка храна, биолошко јадење, биолошко пиење, се. И кога се лечиш, више се лечиш на природна база, на травки, на написо од воа малку, написо на чајче. Еве, мене докторот ми вика, значи, обавезно нас, барот јас, многу ме болеше желудникот и ми вика, тоа ти вика од гастритис. А ја немам ни пробано ни гастритис, ни сум пробал, нито сум медисно. А он вика, ти да си пиеш, нас забавен по една ваква стомаклија, една линцора, ќе ја бапни за тоа да направи се бактериолошка деконтаминација од тоа ваквото бактериите деструктив прават у ваква после че можеш дижестив да пиеш и ми препише и дижестив после неделе обавезно по една чашка да пиеш. Ми рече да пијам пиво, оти пивото е убаво било и убаво да те кажам тера на мочаен се прочистиш и бубреци и мочни канали и бешика и се. Тоа е многу убаво и пивото е здраво, значи 1 до 2 пива обавезно на ден да се напиваш. А бананите само за шо се? Абе, шо бе правиш вака бананите за друг скетч, бе, држи бе, шо сте изставили тука? Значи, шо би беше зборот? И ми вика докторот и многу било добро било по едно капаче, не мора повише, значи скромно, по едно капаче ракија појака, да бапниш 3 пати на ден циркулација, да биеш свеж, да биеш тен, да добиеш убав лепота. И ми рече обавезно, оти ја имам и крвен притисок висок. Значи вика црвенто вино, некој трво, некој црвено, вика тоа мене не ми смета, право да се кажам лично, црвенто вино го кутка притисок. И обавезно со јадење една чаша црвено вино да пиеш, да ти кажам, јас право, јас си препиша уж по една чашка од прочитал вестник дека и шеќерот го кутка. И една чашка за шеќер, не за вино, и белто вино е многу убаво да го пиеш, само зашо беше белто вино? Бело вино беше за памтење. За памтење беше белто вино многу убаво, по една чашка неделно, не може повеќе, ни доволно, една чашка неделно да се напиваш. И сега, вака си вика, мајко мој, на кој да рече не донесе во медицинца, те гледат пијани, си викат вие пијан на здравствена база. Да не ми разбира се, тоа многу незгодно. И јас среќа, фала Богу, што сум многу почитуван, господин у зградата и сите ме знаат. Знаат дека ја не пијам, не се опивам, не сум јас алкохолица, не сум пијаница. Иначе, Бог да чува, знаеш како ти е, ќе те видат со чашката и ќе те мислат пијаница, а ја уствари се лечам. На пат е нашиот драг и посакуван и почитуван лик, веќе добро да стане и министер за здравство. И
не се сомневајте дека ќе биде сигурно и подобар од оној што го имаме. И предходниот. Режија? Не ги исклучи? Останаа телефоните уклучени. Добро. Ако е овој последниот или последни двајца, имаме уште еден прилог и да завршиме. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Поздрав до емисијата. И емисијата ве поздравува. До студиото, до ТВ Сонце. И Сонцето ве поздравува. Да споделам на вест Рускиот собор. Го знаеме, господине, не треба да ме просветлувате, кога ќе дојде време ја ќе направиме емисија за тоа. Секој е добро, лека ноќ и пријатно. Во овој контекст не сакам да мешам баби и жаби. Лека ноќ и пријатно. И да идеме на крај со најбитниот да идеме прилог. Колку е значајно ракијата и културата. И луѓето што се занимаваат со производство и со конзумирање на ракија во суштина се нашите врвни културни работници. После ова навистина нема што да дебатираме. Лека ноќ и пријатно од мене. Почитувани гледачи, добар ден. Денес во рамките на нашата образовна програма, а посебно во рубриката за нашите најмлади гледачи, ќе имаме чест да ви го представиме господинот Блажо, кој што во нашата голема анкета минатата година, вие, драги гледачи, го избравте за селјак на годината. Сега ќе го запрашаме господинот Блажо како изгледа еден негов најобичен работен ден. Добар ден. Јас станувам сабајле околу 5 саатот и се напијам од 2-3 ракии. Зимам ги овце тука одма, вадам ги, пуштам ги на ливадата тука да пасат. Они додека пасат, јас се дувам си така со шишто ракија и си пијам од таа ракијата, уште едно 7-8 комада од ракиите ќе испијам. Стоп! И после. Па дајте, мајко му, дајте бе луѓе, дајте малку по концентрација. И немој јеби га тука сега деца гледаат ова образовна програма, што се овие вулгаризми јеби га. Немој тоа ракија овона. Ти кажеш книги, читам нешто покултивирано да биде. И ти не ми зјапај у камера цело време, гледај у соговорникот, гледај, со него разговараш. Па ја не знам дека сум у кадр веќе. Кадр си како не си. А идеме уште еднаш. Акција! Селјак на годината. Сега, почитувани гледачи, ќе го запрашаме господинот Блажо како изгледа еден негов најобичен работен ден. Така, јас станувам секој сабајле околу 5 саатот и одма чим ке станам, зимам 3-4 книги ќе ги прочитам и после ги зимам овците, ги пуштам така на испаше да одат тамо. Овците дека пасат, јас се дувам под едно дрво дебело и читам. Читам така едно 7-8 книги ќе прочитам, си читуцкам цело време. После тоа пред ручико, кога ќе доам дома, на брзина пред ручикот ќе прелистам уште едно 3-4 книги. И да ти кажам право, ја и за време на ручико многу сакам да читам. Многу читам, така зимам обично една подебела книга и да може да заспивам бао после ручко. И Колјо! Колјо Струмица, вај го доби бингото на лотарија на Македонија, тај Мерцедес и скоро 20 Колјо! Здраво, Блажо! Еве ме снимат за телевизија тука! Ке частеш после да... по една книга да прочитаме 2! Ке частам за сите по една книга! И... после дрнувам, кога ќе станам од спиење, обично доаѓа комшијата Перо и тука со него заедно ќе седиме да прочитаме по 3, 4, 5 книги, ќе ги isчитаме пред да одеме у селото тамо. И после се собираме сите тука од цело село, одеме тамо и пред тоа библиотека тука сите и сите тука групно читаме, разбираш. Читаме сите кој кажува кој што прочитал нешто поинтересно така ако прочитал. И така сите додека читаме, негде околу 10 саато навечер ќе дојде таа 10 што е
библиотекарката и прави фарон, оти више све сме прочитале, нема ништо читале. И ние тука од така зачитани и викаме сега ќе одиме кај комшијата Спасе, затоа што он па има печатница. И таа продолжуваме. Кат! Стоп! Одлично! Во тоа со Дефинитивно. Ако е нашата методологија точна, тоа ќе може да се купи. Воопшто мене ми изненади оваа ваша изјава дека Ние слушавме коментаторот од светско првенство. Добро. Да кажеме парот е смешно. Донесува одлука за изборен конкурс. Затоа Црвеновски Ка Република Македонија се разгледаше Ще ги разпредели, не знам што и Продолжи. Ја мислам. сервиси, сепорт и поддршка и хардверски и софтверски апдети, све, ќе ти дојде да си ја купиш играта пример за PlayStation 4, доколку имаш 5-ка си миња дополнителен патч, кај што си ги апдейтува работи да изгледаат малку поар. Требаше се преземат додека пред да се дојде до 800-900 на ден. Едниот начин за тоа нешто е ние да го оталотвориме. Наоѓање на некое средно решение кое што би можело да ги задоволи и регионалните интереси, но и стратешките интереси на големите сили. И пробуваме сите да ги со тие првите два чекори да ги изгрижиме, да не мора да дојде до интубација. И тоа е целта на интензивната терапија. Ако сакате секогаш да имате работа, одете на IT сектор. Android 10. Како ќе успееме, повторно ќе кажам, ако се обединеме. Поседуваме една од најчистите, најпитките води во светот. И се најубаво анализира некој што е страна. Тие што прележале веќе немаат антитела, значи имаат некаков имунитет. Само кај 0,02% се случиле повторни инфекции. Иначе отказвам од собствено 16 краков. Сакам вам песна напишено Јанко да те гледам, сакам. Да, знам да уши поблескаво. И од мене. Вино да пија и со Јанко книга да спија. На словенското пење, поточно на словенскиот јазик. И тој тип на сензибилитет, што ти го карактеризираше како ИСОН. Ние сме во право единствено кога минеме од една во друга крајност. И сега патуваме кон другата крајност и тука сме управо. И јас да ги научам луѓето и ти да ме научат мене, човек не комуницира само со зборови, тој комуницира со енергија, а таа енергија не може секој да се почувствува такви големи далечини.
за госпожата. Добро, еве, за Боже ќе земеме ендакси автоме терамису, а потоме базе, базе, гледање филмови, Blu-ray, Netflix, По една чаша да изпиеме. Зашо мајка му чисти, пере, готва, татко само седи и пие. Зашо мора на мајка му одменица да барабе? Шо не побара на татко му одмени. Така одма ќе се нападам ти се. Кога почне да ми плива косо, не ми е у реду рибава. Ја идам во аптека, чини она ме гледа, вика, за тебе ли се, вика, да ти кажам како се пијат. Викам, не се за мене, викам, имам риба, викам. Вика, па ако пие рибата и ти треба да пиеш. Тие флажил биле за меѓуножни инфекции, разбираш? Або викам, девојче, викам, за златна рибка ми се, добре бе, на сите им се златни, па ти, па виш. Арно ме подсети муавето. У театар како е? Супер. Сам си го барате, господине. Он ќе ми игра во представата и прв пат ќе се појави во театар. Конечно на представа, тоа требаше да се свртам, а ти ме театар. Да. Пази, што ми кажа? Как луѓе за те права комуњара е. Ѓорги. Да. Ѓорги Далтон да те вика. Да. Сега имам еден апел, значи... Да не имаш браќа? Ви имам еден брат, абе тие Далтони шо вече трите аверел сум јас, најглупио, само слушај, нема проблем. И емисијата ве поздравува. Татко ми ја слуша емисија на ворниот телевизор, само да му кажам да го пушти боле да горе. Да пушти. Пушти горе, молим те. А грејалицата? Парадокс. Живот една жена, а оваа до него. Само да си доеме дома. Подорево ечка мамо планина, Прилепско поле. Така ли тоа резонира? Имаш една предложение.